Охриѓанката Александра Дончевска во декември 2020 година дарувала крвна плазма, откако претходно таа и незиното семејство се избориле со COVID-19 вирусот. Таа е првиот донатор од Охрид на ова драгоцена течност, која денес може да значи живот за многумина пациенти кои се борат со опасната болест. Се одлучив да донирам крвна плазма, бидејќи ја знаеме целата ситуација во земјата, на заболени, на смртни случаи. Сите тие апели од Министерството за здравство за донирање крвна плазма, кои што секој ден ги гледаме по социјалните мрежи, по Facebook, беше еден поттик да се пријавам и да донирам. За Александра, која веќе 4 години дарува крв, овој момент има посебно значење. Мојата крв беше испратена во Скопје и се надевам дека за посочениот човек беше спасен неговиот. Во службата за трансфузиологија во Охрид секој понеделник и четврток се одржуваат вакви акции, каде граѓани се одлучуваат да даруваат и крвна плазма. Во овој момент мислам дека секоја крвна единица е итекако потребна. Секој би го охрабрил да ја дае ова драгоцена течност. Дарители може да бидат лица на возраст од 18 до 60 години, но тоа може да го направат само оние кои веќе го прележале COVID-19, со поминати најмалку 28 дена од последниот симптом. Многу животи значи се спасени се животи на наши роднини и пријатели. Се надевам дека и понатака ќе продолжиме за да спасиме уште многу животи. Но која е улогата на крвната плазма во борбата со COVID? Во крвната плазма, како што кажав, се ствараат антитела. И тие антитела, кога ќе ги прими болниот, се врзуваат со вирусот, го намалуваат дејството на вирусот, а исто така ја намалуваат прогресијата на болеста. И Црвениот крст организира крводарителски акции, да се обидуваат и на разни начини да ги мотивираат луѓето, преку социјалните мрежи или преку контакти со крводарители да го направат тоа. Што е поголем бројот на заболени, што поголем е притисокот во болниците, што повеќе заболени има кои што се лекуваат во болниците, се поголема е и потребата од крвна плазма. Александра е среќна што низиниот чекор почнуваат да го следат и други. Од почетокот на пандемијата, 1395 граѓани дарувале крвна плазма, а при тоа обезбедени се 1483 единици, со кои се третирани околу 1369 пациенти. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.